Да, тоа беше господинот Михајло Марковиќ, еден од авторите на делото Континуитетот на македонскиот јазик, дело кое што доби награда, најголемата престижна државна награда Гоце Дочев пред некој ден. Тука беше присутна и министерката за образование, господја Весна Јаневска, која што е гостин во студио 10. Благодарам пред се што прифативте да одговорите на голем број прашања за образовниот систем. Ви благодарам за поканата, ме представува задоволство да видам тука. Така, еве го погледнавме интервјуто на Марковиќ, тој упати пофални зборови за владата, за Министерството за образование, за култура, меѓутоа колку помага Министерството за вакви дела да има се повеќе преку кои се заштитува македонскиот јазик, а со тоа и македонскиот идентитет? Прво би сакала да искажам една благодарница до двајцата автори, господинот Марковиќ и професорката Новотни, за едно вакво значајно и капитално дело. А како што веќе професорот Марковиќ спомна, да, ние одделуваме средства се повеќе и повеќе, за разлика од минатите години, каде што таа активност била замрена за научни проекти. Па минатата година имавме убава сума на средства одвоена и за 7 научни институти, и за факултетите, и за МАНУ, за универзитетите, во кои имаше и проекти кои се од национално значење. Тие ги поднесуваат според процедура, ние ги финансираме, ќе продолжиме со оваа активност. Огромна сума, по 125.000 евра беше еден проект, а финансиравме 45 проекти. Тие се уште во тек, штом ќе завршат тие проекти, годинава треба да завршат, ние ќе имаме повторно повик и повторно апелирам до тие што се бават со национална историја, јазик, литература национална и така натаму, да се пријават за да имаат можности да сработат дополнително капитални дела, кои се исклучително значајни за зачувување на нашиот идентитет целосно, што опфаќа и јазик, и национална историја, па и национална географија, и се она што се вклопува како елемент за зачувување на националниот идентитет. Така, ова прашање беше актуелно денове. Продолжуваме со актуелни теми, а тоа е веќе неколку месеца актуелната тема предлог законот за високото образование, кое што влезе веќе во владина процедура. Докаде работава затоа што требаше пред некој месец веќе да биде во влада, па имаше некое стопирање, некои нови барања, разгледувања, меѓутоа сега конечно е во владина процедура. Така е, предаден е на законот веќе во владина процедура и сега има една процедура која се вели еден дел, нели, од владините структури се вика законодавство. Тоа се експерти кои треба да ги проверат трите закони, не само овој, кои треба да ги проверат законите, затоа што ги пишуваат други и сега ова се луѓето кои треба да кажат дека се усогласени со други закони, дека номотехнички се добро напишани и така натаму. Бидејќи трите закона се огромни, таа процедура ќе потрае некој ден. Имаше забелешки, јас не би рекла дека имаше застој, туку напротив би рекла дека процедурата на носењето на сите три закони беше толку многу транспарентна, што предизвика особен интерес во засегнатите, кај засегнатите страни, генерално универзитетите и институтите, се разбира, и имаше долг период на јавни расправи. Првенствено законите беа поставени на владиниот ЕНЕР, па луѓето ги читаа, праќаа писмени забелешки. Потоа одевме од универзитет на јавните универзитети, но беа поканети и приватните да ги дискутираме јавно членовите на законот за кои професорите сметаа дека можеби треба да се интервенира. Имавме состаноци со приватните универзитети, имавме посебни состаноци и со невладини организации, и со синдикати. Значи, се обидовме да го опфатиме максимално целокупниот квантум на сите застегнати, за да добиеме најдобар што е можен текст. Огромен дел
огромен дел би рекла, но голем дел од она што засегнатите страни го побараа беше вметнато во законот. Таму каде што се договоривме, останаа неколку нешта каде што не се договоривме, а за кои работната група, но и владата смета дека се значајни и треба да бидат во законот. Кои беа тие работи за кои што не сте постигнале договор? Дали можеби тоа се и критиките кои што дел од академската фела ги изнесува последниве неколку месеци? Единствен член во кој ние не се сложивме комплетно, иако направивме како предлагачи отстапки, е во однос на критериумите за избор на наставниците. Например, тие бараа освен една база која се вика Web of Science, за општествено-хуманистичките да се внесе в Скопус, го направивме тоа. За јазиците уште една епско база и тоа го направивме. Дури и попуштивме негде во однос на критериумите, но глобално го зачувавме трендот и нашата намера дека професорите, без оглед дали се од местото доцент до редовен професор, мораат во тек на својот работен век да се бават и со научно истражување, кое ќе им овозможи да го подобрат квалитетот на образовната дејност. Па така ние ставивме критериуми, например, дека треба да има 6 труда, од кои 3 труда во базата од Web of Science, да речеме. Тука имавме дискусии, тука имавме сериозни дискусии, малку попуштивме како предлагачи, но критериумите останаа. Тоа беше најважниот дел во кој ние се имавме различни мислења. За уметностите исто направивме да биде соодветно за нив и конечно најсилната и најпроблематичната точка која најмногу ги плашеше професорите, мислам безпотребно, беше тој Хиршов индекс, односно степен на цитираност на трудовите на професорите. Него го тргнавме од законот, како основен услов го додадовме како додаден услов за избор во звање. Кои се целите на предлог законот за образование и практично со овој предлог закон кои слабости нели би ги адресирал на постојниот предлог закон? Така, прво што сметаме дека треба да постои во високото образование е меритократија и токму зборуваме, веќе ги спомнав овие критериуми, значи да се исполнат критериумите за тие што ќе ги исполнат, што се добри во својата професија или најдобри во својата професија, да можат да напредуваат и на тој начин да обезбедат просперитет не само на високото образование, туку и на целото општество. Јас ќе ме потсетам дека со законот во 2018 година токму овие критериуми беа укинати и УКИМ кој со претходниот закон од 2008 или 2009 почна полека да се подкрева на шангајските листи, тој никогаш не бил, но на подолните степени увид се има. Кога се донесе овој закон и се укина, критериумите имаше нагол пад на УКИМ. Што значи дека ова е една алатка која сметаме дека сериозно ќе придонесе. Го сменивме малку и финансирањето, додадовме елементи на успешност. Универзитетите кои ќе покажат успешност ќе имаат право да добијат малку повеќе средства од државниот буџет. Она што е многу значајно, направивме предност на најдобрите студенти, тие што се стипендирани и вратени од најдобрите универзитети во светот според шангајската листа, добитниците на инженерски прстен, најдобрите студенти на универзитетот, им дадовме можност за предност. Значи, тоа се недостатоците на кои досега се жалеа и самите професори, и студентите, но и целото општество беше свесно дека тие недостатоци треба да се најде начин некако да се надминат. Има и многу други. Јас големевме интернационализацијата, двојни дипломи, заеднички дипломи, сите алатки кои можевме да ги искористиме за да го подобриме квалитетот, ги вметнавме во законот. Во која мера беше вклучена стручната јавност, академската фела? Како течеше тој процес? Дали се одеше од
факултет на факултет, односно од Да, универзитет на универзитет. веќе спомнав, ние како стручен тим од Министерството направивме посета на сите 7 јавни универзитети. Имавме средба и со приватните универзитети, но поентата беше дека цело време луѓето пишуваа и на владиниот ЕНЕР и на мејлот на Министерството за образование, и ние навистина имавме огромен број на комуникација со засегнатите страни. Многу внимателно секој допис што беше испратен го погледнавме и сметам дека дојдовме до едно добро заедничко решение. Да. Министерке, постои ли можност овој предлог за закон достане само на административно ниво, без реално да се спроведе реформата? Најверојатно кога сте го подготвувале законот, претпоставувам дека сте гледале далеку сежно за да се спроведе реформата. Не, таква можност не постои, токму затоа ние носиме и закон за квалитет во високото образование во исто време, но и постои државен просветен инспекторат, и по донесување на овие 3 закони, значи за висока наука и квалитет во високото образование, може да го подобриме и законот за државниот просветен инспекторат. Ако мониторингот е во континуитет и квалитетен, нема можност овој закон да не донесе успех. За тоа е потребно време, јас велам дека во образованието за се е потребно време, но успехот ќе почне да се гледа веќе уште после првата, втората година. Очекувам пикот да го имаме таму негде после 5-та, најверојатно 8-та година, каде што ние навистина ќе имаме одлични резултати од тоа што сме го предвиделе. Да, добра основа да се види какво образование имаат учениците се и меѓународните тестирања. Како ги оценувате тие резултати? Дали тие го откриваат системот на некој начин, каков? Дефинитивно, тоа е една од алатките за анализа и градење на политики во образованието, но тоа е и мерка за квалитетот кој го дава нашиот образовен систем во споредба со меѓународните постигнувања во образовните системи таму, затоа што нашите деца се споредуваат со нивните врсници кои се наоѓаат и живеат во други земји и учат според тие образовни системи и тие образовни политики. За жал, резултатите на меѓународните тестирања на нашите ученици се слаби и токму затоа ние преземавме како влада одредени мерки. Да смениме концепции, да смениме наставни планови и програми, да понудиме нови предмети, вклучувајќи и одреден квантум за знаење за вештачка интелигенција, за финансиска писменост, за економија, за предприемништво, нешто што е исклучено многу актуелно во моменталната ситуација, со цел квалитетното знаење да им овозможи квалитетен живот на луѓето, а за да имаат квалитетен живот на луѓето, знаењето треба да е соодветно на потребите на пазарот за труд. Ние де факто ги подготвуваме за пазарот на труд и меѓународните тестирања и натаму ќе ги користиме како една од алатките за оценување на вредноста на нашиот образовен систем. Ако ве прашам, кои се трите најитни области во наставните програми, што бараат реформа? Најитни? Најитни, јас би рекла, би спомнала дека за жал во општеството ни се случуваат драстични промени. Ке си дозволам да речам дека тоа се драстични, постоело и секогаш ке постои, но никогаш во ваков обем, например врсничко насилство, насилие, злоупотреба, тоа е актуелно, токму затоа и го спомнувам, но има и злоупотреба на психотропни супстанци, на алкохол, на тутун. Има и нешта кои ние не ги знаеме, нели, насилничко однесување на професори од различен пол кон ученици од друг пол и така натаму. Ние сме превзеле сериозни мерки во овој правец, не чекајќи да се случуваат и во јавност да излегуваат ваквите не непријатни, туку навистина лоши ситуации. Сме направили и прирачници, и консултации, и
почнува системот да функционира, она барем што е во надлежност на МОН, но тука ќе треба дополнително уште многу да се работи и со наставниците, и со стручните служби, и со учениците, и со родителите. Во овој случај никако не смееме да заборавиме дека соработката меѓу родителите и училиштето мора да биде на највисоко ниво, значи ова би било една од областа каде што итно мораме да интервенираме, но паралелно на тоа, јас веќе ја спомнав вештачката интелигенција, технолошкиот развој рапидно, со енормна брзина се движи, и ние мора да се приклучиме на сите други развиени земји за да не останеме изолирани. Па, исто така, треба да внесуваме и нови технологии и дигитализација, употреба на вештачка интелигенција, зачувување на животната средина, и тука треба да се интервенира, не дека не сме го направиле тоа, има и обуки, има и теми во наставните програми, но тука треба да се посвети внимание и да се фокусираме. Најверојатно ја знаете разликата на училиштата во урбаните и во руралните средини, иако во руралните средини има добри училишта, меѓутоа разликата пак е голема. Што презема Министерството за намалување или ублажување на оваа разлика? Во права сте, постои разлика меѓу урбаните и руралните училишта. Свесни сме за тоа. Наголемо мое незадоволство, пак во руралните училишта има се и помалку ученици, и тоа е нешто што се случува не само во Македонија, се случува и во светот, но во Македонија особено, но за да ги изедначиме вештините, компетенциите, знаењата на учениците од руралните со учениците од централните училишта, правиме процес на оптимизација. Таму каде што има малку ученици во руралните училишта, ги придвижуваме кон централните. Тоа е тежок процес, понекогаш луѓето од руралните училишта не се согласуваат и сметаат дека тоа не е поволно за нивното село, да речеме, но е добро за децата и ние тој процес мора да го направиме. Особено затоа што, не само затоа што ќе се социализираат децата, туку затоа што и условите во кои што ќе учат и ќе се дружат со другарчињата се подобри. Тоа е еден дел. Во оние рурални средини, каде што има повеќе деца, има и такви, се обидуваме да надокнадиме се што е пропуштено долги години. Дел од училиштата се реновираат, дел се доградуваат училници за да преминеме во една смена, опрема за интернет обезбедуваме, паметни таблети општините, евентуално и дел од училиштата и преку Министерството се опремуваат не само со дигитална опрема, туку и со кабинетска опрема, така да ќе треба и за ова малку време, но свесни сме, внимаваме и водиме сметка за сето ова да постигне еден соодветен баланс. А дали се планира можеби изградба на нови училишни згради таму каде што е потребно? Практично каде што е стационирана телевизијава 24 никнуваат нови населби во околината, меѓутоа во оваа околина нема училиште. Тука Ранка Милановиќ, каде што нели е објектот, мислам со маркица под Министерството за образование, се зборува дека тоа можеби ќе биде идното ново училиште. Кои се вашите информации во врска со ова? Има неколку општини кои имаат прилив на население, при тоа и прилив на деца. Дел е од миграцијски движења, но дел е и заради зголемување на наталитетот во ретки наши општини, со што треба да бидеме среќни. Да, во тие општини во соработка со општините, градоначалниците и советите, бидејќи постои децентрализација и основните и средните училишта генерално се под ингеренции на општините и градот Скопје, во соработка со нив, да, ќе треба да изградиме нови училишта, ќе треба во аеродром да изградиме, во Чаир да изградиме, во уште неколку генерално урбани средини низ Македонија,
и тоа ќе го направиме откако ќе ги направиме анализите за трендот на растот на ученици во одредени средини и во договор со општините ќе се планира и такво нешто. Во контекст на изградбата на нови училишни згради, тука ќе ве прашам во која фаза е изградбата на новата зграда на Финки и зошто толку проектот доцни? Проектот доцни затоа што 10 години стоеше на милост и немилост на времето и невремето. Тие требаше да бидат досега 100 пати направени, вели нашиот народ. Во овој момент не доцни проектот. Ќе ви кажам зошто е долга процедурата. Ние моравме прво да направиме анализа на состојбата на двете згради, бидејќи 10 години стоеше, фигуративно 10, може би биле 8, небитно, како што кажав, изложени на временските услови, а тоа ќе бидат згради во кои ќе работат, живеат луѓе и моравме да бидеме сигурни дека ако продолжиме да ги градиме, се е таму стабилно. Особено затоа што Македонија и трусно подрачје и така натаму, корозија на металите, не знам, промени во бетонот. Затоа го замоливме градожниот факултет како најрелевантна институција во нашата земја да формира тим и од машински, од електро, и од архитектура, од сите потребни други струки кои се неопходни, да направат анализа на тоа што е. ИЗИС беше исто така вклучен, луѓето одеа на терен, ги направија анализите и тоа траеше неколку месеци. Тоа траеше, откако го дадоа извештајот за тоа што е добро, што треба евентуално Треба да има голем број на промени? Не, за среќа не треба да има голем број на промени. Откако нели го дадоа извештајот, ние распишавме тендер и тој е во тек за, не ме фаќате за збор, ама мислам дека се вика ревизија на архитектонското решение, ревизија на проектот архитектонски, каде што по договор, по барање на студентите и во договор со УКИМ, но и наша добра волја, сметавме дека фасадата треба да биде променета од онаа што беше предвидена, и да се направат сите промени кои треба да се направат во машинството, во електриката, и во моментов мислам дека тоа треба да е некаде при крај. Штом ќе го добиеме архитектонското решение, ние ќе можеме да распишеме тендер за доградба на овие две згради, за кои рековме дека ќе ги викаме сега Финки, затоа што во Факултетот за физичка култура оваа влада повторно инвестира, таму ќе градиме нова зграда за нив, затоа што ти имаат многу вложено во својата околина, задоволни се од нивната локација, имаат сала, имаат простор, имаат се што им треба и сакаат таму да останат. Правиме се на задоволство на оние кои што се учесници за да добиеме подобар квалитет. Каква е состојбата со студентските домови? Стив Наумов, нели, таму се инвестира, мислам дека, меѓутоа со останатите? Оваа година, на 1 октомври, ќе бидат пуштени во употреба и Кузман и Стив Наумов. За жал, повторно во претходниот период 7 годишен имаме силен застој во реконструкција на студентските домови. Го забрзавме и овие два веќе ќе бидат употребливи од оваа година и од септември очекувам да почнеме со изградба на сите останати одеднаш во земјата, сите останати студентски домови, за да конечно ја затвориме таа приказна за студентски стандард, зашто студентите тоа го заслужуваат. Ние од нив бараме да бидат иноватори, да стекнуваат знаења, да бидат просперитетни, да бидат прогресивни, со прогресивни идеи. Мораме да им овозможиме услови барем пристојни, а со новите студентски домови ќе добијат малку повисок стандард, повеќе од пристојни услови, за да можат да го исполнат она што им е основна работа, да учат и да се посветат на учењето. Туку да ве прашам, дали се планира нешто со кампусот Свети Кирил и Метод? Затоа што и пред 20 години кога завршив студии, состојбата таму е иста, само што е 20 години постара.
Дали тука се планира нешто? Кампусот, ако мислите Каде што е оној финки дел, практични, така да, финки, правен, така, филозофски, економски. тоа е едно архитектонско решение кое е сериозно значајно во еден стил кој се вика брутализам. И јас не сум сосема сигурна, но мислам дека како архитектонско решение во тој стил Тоа така, тој беше... треба да остане, меѓутоа дали се Треба планира така да остане. Она што можеме да направиме како министерство, прво доделуваме соодветен буџет на универзитетите, па така буџет добива и Кирил и Методи, но дополнително интервенираме таму каде што е ургентна ситуација, доколку протекол кров, да се среди кровот, доколку е потребно нешто друго, што и да е друго, интервенираме според можностите од буџетот. За жал многу има што не е сработено и што многу треба да се сработи, но учествуваме и во набавка на опрема, учествуваме и во се она што се вика образовен процес, лаборатории, тоа е потребно и за наука, но е потребно и за образовниот процес. Водиме сметка за се што е неопходно. Тие си доставуваат барања, универзитетите си доставуваат барања. Според барањата ние одредуваме што е приоритет и во некаков редослед колку што можеме обезбедуваме за да се средат предизвиците, би ги нарекол. Министерка, дали е буџетот доволен на Министерството за образование за најавените реформи, инвестиции? И колку е сега буџетот, а колку според вас треба да биде за она што сте го планирале? Во образование никогаш доста пари, веројатно овде да седи некој друг министер ќе го каже истото. Секогаш треба поголем буџет и би било добро кога би можело, но ние мора да бидеме и реални и како што вели нашиот народ, да си ги прожиме нозете колку што ни е долга чергата, што значи дека би можеле внатре во тој буџет да се организираме според реалните потреби. Буџетот е многу зголемен, од, ако не се лажам, 380 милиони 2022 или 3 до 770 милиони оваа година. Јас со задоволство би сакала да може повеќе, меѓутоа коректно е во владата да седнеме и да си ги определиме приоритетите. Во моментот образованието е приоритет на моје големо задоволство, затоа што владиниот кабинет се согласува дека образованието е едно од столбовите кои би можеле да направат релативно побрз прогрес на државата и во економијата. Има влијание образованието на економијата, затоа што луѓето кои што го завршуваат образованието, значи влегуваат на пазарот на труд и придонесуваат. Каква е состојбата со наставниот кадар? Во однос на одливот, во однос на потребен? Во моментов немаме одлив Така? на наставен кадар, имаме доволно, имаме недостаток во одредени профили. Физика, математика, во одредени региони македонски јазик, но не е критичен. Воопшто не е критичен, така да во моментот таму нема проблеми. Има предизвици во обуките кои наставниците треба да се ги поминат заради технолошкиот развој и заради ново создадените потреби во општеството, а образованието е дел од општеството. Уште неколку минути, министерка Ностанова, повелете. две блиц прашања. Кој е најголемиот предизвик со кој се соочувате во моментот? Како Министерство за образование? Веќе го кажав тоа и добро е само да го потенцирам. Негативните општествени појави кои се случуваат и во училиштата, се првиот и основен предизвик со кој ние како образовен систем мора и треба да се справиме. И да, веќе кажав дека превземаме чекори и фокусот ќе ни биде таму. Како гледате македонското образование за 5 години, доколку реформите кои што ги најавувате успеат? Во кратки црти. Реформите се прилично амбициозни, ќе бидам искрена и ќе го кажам тоа, и за нив требаат најмалку, за да го видиме ефектот, најмалку 5 години. Но ако успеат, јас сум длабоко убедена дека ќе успеат, нашите ученици
сигурно ќе стигнат до просекот на ПИСА. Барем еден од нашите универзитети сигурно ќе се најде меѓу 1000 на Шангај. Нема да ги имаме негативните општествени случувања во училиштата. Нашите наставници ќе бидат задоволни, нашите родители ќе бидат задоволни. Може би е преоптимистично, може би се ова што го кажувам нема да биде изразено во максимална мерка, но разлика од денес до тогаш сигурно ќе има. Така. Министер, ке благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин во студио 10 на ТВ24. Ви благодарам и јас вам многу. Така. Тоа беше министерката за образование госпоѓа Весна Јаневска. Јас тука се одјавувам. Имајте убав ден и останете на фреквенцијата на телевизија 24.